Емисија за земјоделците Допир на природата. Минути за земјоделците. Корисни совети, разговори, совети за земјоделство и производство на храна. Се на едно место, во Допир на природата. Земјоделското производство последниве години се менува брзо, како никогаш досега. Гранката од економијата, која некогаш го имаше статусот на статична, доживеа експлозија на биотехнолошки иновации, крупни чекори во генетиката, големи промени на пазарот и потреси. Во бројните информации за новите закони, одредби, кредитни линии, субвенции, новите технолошки решенија, начини на одгледување, новите раси, емисијата Допир на природата ќе ви помогне да се снајдете, да го следите развојот и навреме да се адаптирате на новите тенденции. И додека земјоделците овде можат да дојдат до многу нови информации, оние другите пак ќе можат да се информираат за најновите текови во производството на храна, бидејќи ќе успеете со помош на Допир на природата. Драги гледачи, добар ден и добре ни дојдовте во најновото 13-то издание на емисијата посветена на земјоделството Допир на природата. И денес отстапивме простор за интересни теми со кои што се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Ќе имаме нешто повеќе за реакцијата на производителите на свињи, свињите да не се вакцинираат. Потоа за пласманот на јагнето од нашите простори по повод празникот Великден. Како и на кој начин да се кројат овошките. И тука ќе имаме совети за обработка на почвата, но и за тоа какво ѓубре е поквалитетно за користење во почвата за да се добие подобар род. Но сепак она што ќе ви привлече внимание во рамките на денешното издание на емисијата Допир на природата е токму оваа прекрасна идила која што ја гледате позади мене. Значи станува збор за посетата на прекрасниот двор, прекрасната фарма на семејството Поповски од Ранковце, кои што се занимаваат со доста интересен агробизнис. Зашто станува збор, ќе видите подоле во емисијата. Агроден. Квотата од Светската трговска организација за увоз на пченица наместо 6 месеци како досега ќе трае цела година. Ова било усвоено барање на мелничарите по работната средба во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според групацијата на мелничко-пекарската индустрија при Стопанската комора на Македонија, предвидената квота од 80.000 тони е доволна, но преработувачите предложиле увозот да почне по жетвата од средината на јули и да трае цела година, не само во првите 6 месеци. Министерството го прифати барањето на групацијата за намалување на димензијата на контролните маркици од брашното тип Б. Ќе биде намалена и цената, а точниот износ ќе се знае во мај годинава кога ќе биде распишан новиот тендер. Во врска со нејаснотиите околу постапувањето со оштетените вречи за брашно и аплицираните маркици е прецизирано дека секоја маркица ќе треба да се одлепи и во рок од 5 дена по истекот на месецот да се предаде заедно со записник. Мелничарите бараа контролните маркици да имаат различна боја зависно од пакувањата, како и да чинат најмногу 0,20 денари, а при објавувањето на тендерот за нивно печатење, групацијата да има свој представник. Допир на природата. Бараме од дирекцијата за ветерина да се укине вакцинацијата за свињите против чума, бидејќи онака не можеме да извезуваме наши свињи во Европската Унија. Тоа засега можеме да го направиме во Србија и во Албанија. Доколку не се вакцинираат свињите од чума, ќе можеме да извезуваме и во Грција, која би била добар пазар за нашите свињи, изјави Ефтим Шаклев, председател на групацијата за производство на свинско месо при Стопанската комора на Македонија. Производителите на свинско месо во државата бараат да се намали данокот за сточна храна од постојните 18 на 5%. Во исто време бараат и сточарите да имаат предност во доделувањето државно земјиште. Гарантираат дека на таков начин ќе се зголеми
зголеми производството на свињи во државава, а и потрошувачката на свинско месо. Во Македонија годишно се трошат по 10 килограми свинско месо на жител, а во Европа просекот е 43 килограми. Податоците покажуваат дека има зголемување на бројот на свињи. Од 170.000 свињи во 2006 година, лани бројката е зголемена на 300.000, што според производителите е резултат на отворањето на голем број мали свињарски фарми кои се поотпорни на промените на пазарот. Според податоците, годишното производство на свежо свинско месо е околу 10.000 тони. Се увезува 2.000 тони разладено свинско месо од Европската Унија и 9.000 тони замрзнато месо. Лани за увоз на замрзнато свинско месо се одлеале 33 милиони денари. Увозот на свежо свинско месо е мал и изнесува околу 2.000 тони. Од друга страна, извозот е поразителен. Македонија извезува само 100 тона свежо свинско месо, и тоа само во Србија и во Албанија. Во земјите од Европската Унија не се извезува бидејќи македонските свињи се вакцинираат против свинска чума. Но од друга страна, извозот на сувомеснати производи бележи пораст. Лани се извезени сувомеснати производи во вредност од 40 милиони долари. Допир на природата. Азербејџан ја знаеме како прекрасна кавказска земја, богата со култура и историја и секако разновидната кујна. Исто така, од 11 климатски зони во светот, оваа земја има дури 9 во рамки на границите. Речиси сите јадења кои ќе ги затекнете во Азербејџан потсетуваат на познатите рецепти од така наречената Балканска или Отоманска империја. Тоа е затоа што турската кујна зафатила значајно влијание на персиската, а персиската култура пак е во сршта на азербејџанското наследство. Освен тоа, оваа земја е многу богата со свеж зеленчук, зачини и риба. Азербејџан е земја населена одамна и на традицијата на употреба на зачини влегува длабоко во минатото. Во ова имавме можност да се увериме и деновиве на интернационалната тренинг сесија на тема Руралната младина ја обединува Европа во организација на Сдруженијето Граѓански центар за одржлив развој и игри од Крива Паланка и да ја вкусиме азербејџанската кујна. Welcome to Azerbaijan, land of fire. Hashtag, yeah. Добре дојдовте во Азербејџан, или како што знаат да ја наречат, земја на огнот. Како што гледате, овде на маса има многу работи кои што можете да ги видите. Азербејџанската национална кујна, најсладкиот колач шејкер чурек, како и баклава. Ова е едно шише минерална вода која е доста користена таму и доаѓа од длабочините на земјата. Потоа го гледаме и националниот мармалад подготвен од шипинки, како и многу други сладки производи. Што се однесува до колачите, во главно тоа се сладки подготвени со кандирано овошје, бадеми, ореви и лешници. Покрај тоа, овде можете да видите и сувенири кои ја отсликуваат традицијата на оваа земја. Пример, ова е капа од традиционалната азербејџанска носија, потоа свилената марама и тоа е тоа. Колоритната национална култура на Азербејџан, која датира уште од античките времиња, ги обедини во себе најдобрите традиции на истокот и западот. Постојат многу различни извори кои зборуваат за древниот период на азербејџанската култура. Една од нив е изработката на типици, кои обично се представуваат на гостите како знак на гостопримство, поставени под нозе како знак на почит или на зид како знак на напредок. Овде со векове мајсторската уметност достигаше до совршенство. Тие создадоа најдобри примери на теписи и килими од наједноставни до најкомплицирани. Археолошките потсетувања велат дека на територијата на Азербејџан уметноста на ткаење на килими била позната во 9 век пред новата ера.
Традицијата за рачно изработување килими и теписи ткаени на разбој во Кривопаланечко датираат многу одамна. Да се потсетиме на оние некогаш многу барани и традиционални килими кои може да бидат и прекрасен украс на зидот со вмитнати детали од наши народни носи, од надворешни влијанија, но и со ориентални примеси и со етноконцепција и современ третман. Искуството говори дека денеска се помалку млади се заинтересирани за овој занет, а и оние малкуте што останале да работат на разбој се веќе возрастни жени. Познавачите велат дека за ткање еден персидски тепих со димензии 2 на 2 метра се потребни 2,5 месеца, а со перење и средување на рабовите вкупно 3. Килим пак со истите димензии се изработува за 1,5 месец. 1 квадратен метар од персидските теписи се продава за 15.000 денари. Во тој квадратен метар се трошат 4,5 килограми волна, а рачно изработените килими чинат по 100 евра за квадратен метар. Фарма. Место каде што на една локација можете да видите фазани, пауни, кокошки, гуски, шатки, мисирки, што ли уште не, кокошки од секаков вид. Токму на оваа тема ќе проговориме во рамките на рубриката Фарма. Зашто станува збор? Семејството Поповски и нивниот начин на одгледување на кокошки. Екипата на Златен канал, која ја реализира емисијата Допир на природата, деновиве стигна во рајот на земјата, во местото што е потврда за убавина на македонски двори и на македонската исконска природа. Нема да ве држиме во неизвестност, туку веднаш ќе ви кажеме дека станува збор за идилата во дворот на семејството Поповски во Ранковце. Вистинско животинско царство е дворот на семејството Поповски во Ранковце. Навистина прекрасна идила овдека околу нас, животни од секаков вид, но нешто повеќе за ова ќе ни каже Николинка, снаата Николинка, која што е задолжена за шатките, за кокошките, за мисирките, за се поред. Колку вкупно шатки имате? Па 4, 2 машки и 2 женски. Треба ли многу одгледување на шатките? Што бараат тие? Не, шатките бараат многу вода, сакаат да се бањаат, да пливаат. И тоа, јадење, исто на сабајле малку, вечер малку и тоа. Вода си имаат по цел ден. Така, температурите како ги поднесуваат? Температурите, тие летно време си се во вода, зимно време исто. И така. Навечер ги вадите ли од водата? Навечер тие сами си доаѓаат, паметни си исто како луѓето. Да. Разбираат ли вака, интелигентни ли се? Да, разбираат се. Исто ќе ги повикаш, тие си дојдат, ќе се нахранат, навечер самите си легнат, знаат каде спијат и така. Распознаваат луѓето вака кој е газдата, да рече, кој ги храни? Да, кој ги храни, кој не. Да, распознаваат. Имате ли некој специјалитет, да речеме, од шатка? Знаете ли да приготвите или сега не размисля? До сега не сме приготвувале, не сме правеле. Да. А жал ти е да... Жал ми е, да ги подготвиш, нели? Приготвиме, да. Так. И одгледувате и кокошки, какви видови на кокошки имате? Па кокошки одгледуваме колку за нас, по 20 на има, обични со капчиња некои со голошичиња. Да. И така, обични кокошки, значи селски. Што треба за нив? Исто, храна, вода и овие се по цел ден си шетаат. Колку трошите дневно, да речеме, храна за нив? Жито со што ги храни? Па многу малку, 1 кило за цела ден. Пченица, јачмен, пченка. Јајцата ви се за домашна употреба? Јајцата ни се за домашна употреба, па и ако има и за пазар, нормално. Овие што се интересни едни кокошки ги видов, оние белите, така, рундавите. Да, белите тие ги чуваме како пола година, 6 месеци, само за украс ги купивме, така, да ни шетаат по дворот, по древата, за украс. Исто и тие несат јајца. Да. И што велат луѓето кога ќе дојдат, кога ќе ги видат, да речеме, кокошките? Еве, ние сме навистина пријатно изненадени, затоа што јас лично прв пат можев да видам таков вид на кокошка. Да, ги има, кој е заинтересиран, ги има, се продаваат. Само да имаш желба да ги чуваш. Да ги чуваш, токму така. Рековме, имате кокошки, имате шатки, мисирки имате исто? Да, исто и мисирки. Мисирките исто и нив ги купив од Скопје.
Имам 2 женски и 1 машка, сега несат јајца и така. Се одлучи да речеме, доаѓаш од Скопје, живееш во Ранковци, има толку животни околу тебе. Како се адаптира на ова? Треба да имаш желба за да сакаш да го работиш тоа. Да. И тоа е првото. Кога ќе имаш желба, значи самата ќе ги чуваш и ќе ги одгледуваш и се. Ако нема желба, значи каде и да си, нема да ги чуваш. Поповски денеска важат за успешна приказна на млад брачен пар, подпомогнати од подстарите, кои со својата добронамерност, трудолюбивост и честност успеале мирот и убавината на своето родно огниште да го притворат во еден мал семеен бизнис. Каде и да се завртиш, гледаш само убавина. Пред тебе е зеленилото, зад тебе е шумата, над тебе бескрајното небесно синило. Совршена мешавина која ја разгалува душата и ги лекува раните. Со песимистички прогнози за извозот на македонското јагне во пресрет на великденскиот шпиц се кланиците од гледувачите на овци. Оваа година во ист ден се паѓаат католичкиот и православниот Великден, но поради економската криза во која се наоѓаат земјите увознички, домашните извозници веќе очекуваат извозот да потфрли. Собствениците на кланиците коментираат дека увозниците од Италија, Грција и Хрватска го сакаат македонското јагне, но на домашен терен имаат помала побарувачка, па настојуваат да ја намалат цената на јагнето. Според нив се јавува и проблем што празникот ќе падне дури во месец април, а македонското јагне обично стасува за колење овој период, што значи дека до тогаш тие ќе бидат претешки и ќе нема каде да се извезуваат. Иако извозот се одвива послабо, сепак собствениците на стадата велат дека колењето на јагниња се одвива во континуитет. Јагнињата кои тежат до 20 кг и какви што бара странскиот пазар се колат и се продаваат. Од Сдруженијата на одгледувачи на овци посочуваат на ниската цена, каде деновиве од 140 динари паднала на 130 динари за килограм жива мера. Револтирани укажуваат на тоа дека тешко ги покриваат основните трошоци. Само за подсетување, од нивна страна, порано килограм јагнешко чинело 220 динари жива мера, па сега според нивните пресметки, реалната цена на јагнето за рентабилно производство треба да биде 180 динари за килограм жива мера. Април го најавува извозниот шпиц на македонското јагне, кога и неизвестно дали до тогаш ќе има корекција во цената. Околу 85% од домашното јагне заминува на пазарите во Европската Унија, каде најголеми потрошувачи се Италија и Грција, додека помали количества се продаваат во Хрватска, Србија и Црна Гора, како и Кипар генерално во безцаринска квота. Овчарството е една од извозно ориентираните земјоделски гранки, од која во земјава годишно влегува девизен прилив од 11 до 15 милиони евра. Според податоците од Агенцијата за храна и ветеринарство, од почетокот на годинава досега на пазарите во Грција, Италија, Србија, Хрватска и Црна Гора, од Македонија извезени се 31.734 јагниња. Минатата година на странските пазари во овие земји биле пласирани 272.684 јагниња. Плодови на земјата. За да се добие добар и квалитетен род, за да се добијат добри приноси, нормално дека треба да се внимава при обработката на почвата, но секако и користењето на органското и шталското ѓубриво. Драги гледачи, токму тоа ќе биде темата во рамките на рубриката Плодови на земјата. Основната обработка представува активирање на ораничниот слој до полна длабочина со цел создавање на поволни услови за следниот посев. Основната задача на обработката е ситнење, дробење и растресување на почвата, заорување на растителните остатоци, органските и минералните ѓубрива со што се создаваат поволни услови за сејдба и развој на посевот.Орањето е најраширен начин на извршување на основната обработка, а истото може да се изврши во лето, есен, зима и во пролет.
Летното орање се извршува во периодот јуни-септември. Може да се разликуваат два случаеви. Во првиот случај пред орањето се врши заорување, а во вториот случај орањето се врши непосредно по жетвата. Ако почвата е збиена и сува, тогаш не смее да се ора. Во таков случај квалитетот на орањето е многу лош. Се создаваат големи грудки што ја оневозможува површинската припрема. При површинската обработка, после такво орање се зголемува фракцијата на прашина, се расипува структурата на почвата, а површината останува грудлива. На сува почва низ заорувањето не може да ја постигне целта. Во ваков случај се препорачува да се чека дожд. Орањето непосредно после жетвата без заорување се врши во случај ако почвата содржи доволно влага. Длабочината на летното орање зависи од културата која ќе се одгледува. За озимите посеви, доколку не постои некоја друга причина, доволно да се ора на 20 до 25 см, а доколку се планира августовска сеидба на луцерка, се ора подлабоко. Есенското орање подразбира обработка на почвата за пролетни култури. Најважната задача на есенското орање е доведување на почвата во таква состојба да може да ја прими и сочува зимската влага, како и да овозможи полесна предсеидбена припрема за пролетна сеидба. Под влијание на природните фактори, како и орудијата кои се користат за обработка, нега и жетва на посевите, во значителна мера доаѓа до набивање на површинскиот слој. Во таква физичка состојба почвата не е во состојба да ги прими зимските и пролетните дождови. Во рамничарските терени на тешки почви се создаваат водолежи, а на нагибните се зголемува штетата од ерозија. Затоа есенското орање треба да ја доведе почвата уште пред есенските дождови во таква состојба која оневозможува создавање на водолежи и ги намали штетите од ерозија. Оптималната економична длабочина на есенското орање зависи од типот на почвата, барањето на поедини култури, како и длабочината на обработка во претходната година. Јарите страни жита, како и грашокот, граорот и друго не бараат длабока обработка и за овие посеви на сите почвени типови доволно е да се ора на длабочина од 20 до 25 см. За окопните некои фуражни култури, за шеќерна репа, луцерка и компир, се ора 25 до 30 см. На површини на кои пченката подолго време се одгледува во монокултура, орањето најчесто изнесува 30 до 35 см. Значајно прашање е времето на извршување на есенското орање. Исправно би било основната обработка за озимите посеви да се изврши до крајот на август, а есенското орање да почне во средината на септември. Меѓутоа се случува есенското орање да почне во август. Во таков случај треба да се смета на појава на плевели и од потреба на танирање или равнење во есен. Зимското орање се врши во случај кога од оправдани причини не се извршило есенското орање. Ова секако треба да се искористи и тогаш кога квалитетот на орањето не е најдобар. До пролет со наизменичното мрзнење на грудките, тие се распаѓаат и се создаваат структурни агрегати. Искуството кажува дека зимското орање е подобро од пролетното и дека предсеидбената подготовка е полесна и поквалитетна. Пролетното орање се врши на површини каде есенското орање не представува предност или значи недостаток. Најлесно е на песокливи кои најдобро е да се ораат непосредно пред сеидба. На другите почвени типови треба да се избегнува орање во пролет. Допир на природата. Шталското ѓубре е мешавина од крутиот и течниот измет на домашните животни и простирката. Оваа мешавина на изметот и простирката подложна е после одредено време на разлагање и настанува зрело прегорено арско ѓубре. Зрелото шталско ѓубре е сиромашно со лесно растворливи и богато со тешко растворливи органски материи. Процесот на разградување на лесно растворливите органски материи не треба да биде потполн, туку треба да се прекине. Тоа е обично после 2 до 3 месеци лежење на ѓубриштето во лето, а 3 до 5 месеци во зима. На тамошното разлагање треба да се врши во почвата. Хемискиот состав на шталското ѓубре е различен, што зависи од видот на стоката, нивната исхрана, од видот на простирката и од начинот на спремање. Со разградување внесената органска материја делимично се минерализира, а се синтетизираат и нови органски материи, хумусни и други. Хумусот е особено значаен за почвата, бидејќи влијае на целата динамика и на сите особини на почвата. Со внесувањето на органските материи се подобруваат физичките, биолошките и хемиските особини. Хумусот е значаен
во почвата бидејќи влијае на примање и задржување на водата, на структурата на водниот, воздушниот и топлотниот режим. Количината на шталцко ѓубре кое се употребува зависи од расположивите количини, од особините на почвата и климата, од квалитетот на ѓубрето и потребите на културата. Количините на нанесеното шталцко ѓубре не смее да ги премине границите одредени од земјоделски аспект и од аспект на заштита на животната средина. Количината на ѓубре треба да биде точно утврдена во зависност од хемискиот состав на ѓубрето, од содржината на азот и фосфор и интензитетот на нивно искористување, при што вкупното количество на азот што се користи со шталското ѓубре или животинската урина не би требало да надмине 210 килограми на хектар годишно. Овошјето – дар на природата. Многумина од овоштарите размислуваат околу тоа како да добијат подобар и поквалитетен род. Нормално дека за тоа влијание ќе има и самото кроење на овошката. Токму на оваа тема ќе поразговараме во рамките на рубриката Овошјето дар на природата. Кога и како да ги кроиме овошките? Дрвата се режат кога се безлисни. Се избегнува режење во зимскиот период поради можноста од замрзнување на отворениот дел. Доколку живеете во места со поблаги зими, режењето може да се изведе и во зима. Режењето се прави за да се добијат поквалитетни плодови. Доколку секоја година режете правилно на дрвото, ќе му се прават мали зарези, кои лесно ќе бидат заварени и дрвото ќе остане здраво. Со режење на дрвото му се помага да оформи здраво и јако стебло. Се отстрануваат болни, криви, суви гранки, исто така се отстрануваат и сите гранки кои одат кон центарот на дрвото. Крошната мора да биде слободна, да нема гранки кои ќе разлистат и ќе им ја блокираат сончевата светлина на плодовите од подолните гранки. Најдобро за дрвото ќе биде и да не се остава да расте многу високо. Јаболка, круши, плави сливи, црешни и вишни. Овие дрва даваат најквалитетни плодови. Со режењето се гледа да им се направи пирамидална форма, со тоа што на средината ќе имаат јако стебло кој ќе ги храни гранките. Гранките што растат од главното стебло треба да се на раздалеченост од 10 до 15 сантиметри. Треба да се внимава да не се попречуваат една на друга и сите треба да се насочени кон различни страни. Праски, кајси и големи округли сливи. Овие дрва прават најквалитетни плодови со режење во форма на вазна. При таков вид на режење не се остава стеблото да оди по средината на целото дрво. За оформувањето на овие дрва при режењето се оформува така што се оставаат 3 до 5 најаки гранки кои што одат настрана од централното стебло. Треба да се внимава кога се прекинува главното стебло. Делењето на гранките да биде кога стеблото ќе има најмалку 45 см висина, а најмногу 90 см. Младите дрвца кои се уште немаат пуштено гранки се режат на висина од 70 до 90 см. Кога ќе пушти гранчиња, кога ќе нарастат околу 10 до 15 см, од нив се бира кои ќе бидат гранките што ќе бидат оставени за страничните носители, а другите се сечат. Совети од професионалци. Режење со ориентација на стрелките од часовникот. При одбирање кои гранки да се исфрлат, а кои да останат, најдобро е да се гледа како да гранката е часовник и се оставаат тие што стојат како да стрелките од часовникот покажуваат на 10 и 2 часот. Режење близу до пупка. Се гледа да не е многу далеко од пупката и да не е многу близу. Ако е далеко, имаме гранче што стрче. Ако е близу, може при заздравување да ја оштети и пупката и да се прават чисти и остри засеци. Режење за насока. Секогаш треба да режиме до пупката која што насока сакаме да оди гранката. Бидејќи треба средишниот дел од дрвото да е слободен, се гледа да се засекува на места кои покажуваат на страничните делови од дрвото. Интересно.
Рубриката интересно, драги мои земјоделци и сите вие кои се чувствувате земјоделци е намената токму за оние теми со кои што верувам дека го свртуваме вашето внимание на сите вас кои што се наоѓате покрај малите екрани. Во рамките на незиното денешно издание ќе проговориме на она што е доста актуелно овдека во овој крај. Ќе проговориме за производството на предмети од волна. Нормално козите, овците, нивната волна се употребува за изработка на разни работи кои што се користат во домаќинството. Ова ќе биде темата во која што ќе отстапиме простор во рамките на рубриката Интересно, а секако дека ќе проговориме нешто повеќе и за убавините на малешевијата. Се покажа дека малешевијата има се за развој на алтернативен туризам. Потребна е само поагресивна кампања, брендирање на своите производи и пробивање на пазарот. Малешевијата питома и мирна исто колку и дарежлива. Таа се уште е недоволно откриен дел од природата, која истурила грст благодети, мелем за очите и рај за душата. Културно-историското наследство и природните убавини се нераскинлива целина која мора да ја истражите за да навлезете во духот на традицијата, предизвик на кој не може да одолеат туристите и посетителите. Целта на нашето дружение е токму ова на денеска, значи развој на алтернативен туризам, се извинувам, значи давање на придонес колку ние како дружение можеме да придонесеме за развој на сите видови на развој на алтернативен туризам, без разлика дали е тоа селски, дали е велосипедизам, дали е планинарење, пешачење, параглайдерство, значи има бројни туристички туризми и така натаму. Нашата цел е борба, значи така да речем, ние работиме тоа со акција преку активности, значи како што еве денеска направивме еден вид од тие можности е промоција на велосипедизмот, затоа што условието, значи голфските планини кои се на овој простор ни дава можност за развој на алтернативен туризам, покрај тоа, значи како што спомнавме, конкретно, значи возење во велосипеди, на пример, да посочиме. Многумина денеска во Македонија зборуваат за развој на туризам, само кажуваат, значи, меѓутоа јас би апелирал во сите оние туристички работници да преземат една слична работа како што ние денеска овде го правиме тоа, значи конкретно да направат нешто навистина конкретно ваква акција како што ние денеска да правите, значи конкретно нешто да се направи, да се види, да се промовира. Значи оваа година, ова е манифестација која се случува прв пат оваа година, за прв пат, значи ние правиме овде на Пониканова прекрасно место на 1560 метри надморска височина, а наредната година планираме тоа да биде можеби во селото Шталковица, така само посочевме како започетокме и тоа накнадо ќе се определи каде точно ќе биде, понатаму можеби во Кратово, па во Крива Паланка и дали Каменица, затоа што знаеме нели со Говскиот региони простор, регион кој што опаќа оголем дел од источниот дел на Републиката. Во Беровско и Малешевијата се приготвуваат многу традиционални лекови од природни состојки за разни болести. Од овој предел не може да се заминете без зборовиот сируп или мед, лек за болести на дишните органи. Поради изобилството на зеленило, ливади и пасишта, како и чистиот воздух, беровското сирење е надалеку познато по својот врвен вкус. Допир на природата. Духот на фолклорното богатство на македонскиот народ низ вековите растел и на ова подрачје, оставајќи го на волнената облека што го надживеала времето, белегот на народното создавање. Жителите на Малешевијата како чувари на традицијата се уште со голем ентузијазам обработуваат волна од овце и козе, изработувајќи облека, јамболи и килими, черги и друго. Филцот е техника која е позната од многу одамна, како правење на калчени, подколеници и елеци. Понудата е интересна за око, а може и понешто да се научи за старите техники за изработка на украси, накити на облека. На штандовите неодамна на Пониква посетителите можеа да видат плетени елеци од памучен конец, шалови од најфина тенка волна, додатоци, везови со етностил и сувенири низ кои се прокаени шарите на македонскиот фолклор. Значи, ние не мериме колку ќе го направиме, меѓутоа, значи, да ви кажем, па скоро е да заокружиме. Видите процес, значи треба да се волната офарба, па се суши, природно се суши, не се суши врз корели со грејалка со фен. Значи природно се суши. Па после го местете за зависност од тоа што имате у главата што сакате да направите. Значи апликација да се тера.
па тоа се полека постепено, значи чекор по чекор, значи вака идеш едно по едно и цело време триеш. И ја откако тријам, да речеме една недела. После во пошто волната е остра, и ја после можам да крадам, оти немам отисци. Знаеш, тоа се се избрише. Тоа не го правам затоа што сум поштен. И значи тоа зависно од што сакат да направат, па се слуша, па се доработува, па се слуша и на крај зависно и од временските услови, пошто природно се слуша. Најдобрите златни години на овој занаед биле до 90-тите години, раскажуваат нашите соговорници. Тогаш се било поинаку, а луѓето имале многу повеќе пари, пред се и можеле да си дозволат што сакаат. Времето не го ценам ја. Значи, најубаво не е задоволство кој ќе виден готов производ. И за тоа колку толку го вреднуваме цената, мада не е соодветна на условите што го продаваме. Учесниците посакаа што почесто да се организираат вакви рекреативни тури во Соговието, за да можат тие да покажат што работат и да заработат, а купувачите да се почестат со уникати изработени со љубов. Производство на традиционални македонски ракотворби, носи, чаршави, милиња, подметачи, накит од монистра и други традиционално дизајнирани производи што наоѓаат примена и во секојдневниот живот. Во производството се употребуваат следните суровини и репроматеријали: волна, волнена прејџа, памучна прејџа, макари, мониста и друго. Допир на природата. Ете токму така, лека полека стигнавме до самиот крај на нашата и ваша омилена, се надевам, емисија Допир на природата, емисија посветена на земјоделците и земјоделското производство. Се надевам дека уживавте во изминатите минути со сето она што ви го презентиравме, а доколку е тоа така, наредната средба ја закажуваме идната недела во истото време од 11 часот. Емисија за земјоделците Допир на природата. Минути за земјоделците, корисни совети, разговори, совети за земјоделство и производство на храна. Се на едно место во Допир на природата.